Добар ден и од мене стартува најновото издание на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Родителите често имаат дилема дали кај обструктивниот бронхитис кај нивното дете подобро дејство има инхалационата терапија или пак сирупите. Оваа дилема денеска ќе ни разреши гостинката доктор Тања Јованова, педијатар пулмоалерголог од Аџи-Бадем Систина. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов, благодарам на поканата и поздрав до гледачите на вашата емисија. Кажете ми, кои се главните причини за честите респираторни инфекции кај децата? Дали се тоа вирусите или пак можеби бактериите? Па со оглед на сезоната во која што се наоѓаме, баш добра тема за разговор, би спомнала дека акутен проблем во овој период се респираторните инфекции, кои што се воопшто најчести инфекции кај популацијата и кај децата и кај возрастните. Децата секако се по-погодена категорија затоа што имаат незрелост на имунолошкиот систем. Што се однесува до самите предизвикувачи, многу почести предизвикувачи се вирусите во однос на бактериите, бидејќи има повеќе од 200 различни типови на вируси кои што можат да предизвикаат воспалителен процес на дишното стебло. Самите инфекции многу брзо се пренесуваат преку воздушен пат при близок контакт со болната особа или при допир. Секогаш можностите за превенција се тешки и неадекватни, а за можностите за лекување се ограничени, со оглед на тоа дека антибиотската терапија останува неефикасна кога станува збор за вирусна инфекција. Тие се само лимитирачки кои што треба да поменат спонтано сами по себе. Сето тоа придонесува да и бројот на респираторни инфекции е најчест, за разлика од било кои други инфекции, и не значи дека не се јавуваат во текот на другите сезони од годината, но најчесто се во оваа сезона, што е во тесна врска со ниските надворешни температури, затоа што и природната отпорност на организмот е многу послаба при ниска надворешна температура или во преодот од есен во зима или зима во рана пролет, оние температурни дневно-ноќни варијации. Исто така во зимските периоди, поголем дел од денот го поминуваме во затворени простори. Тие не се секогаш добро проветрени. Воздухот е сув, топол, има близок контакт на инфицирани и здрави особи. Така да такви простори се работните организации, детските градинки, средствата за јавни престои, школите, и сето тоа допринесува да тие инфекции се воопшто најчести инфекции и многу почести во оваа сезона отколку во другите периоди од годината. Се почесто кај децата се забележува свиреж во градите кога имаат обструктивен бронхитис. Зошто се случува тоа? Кај малите деца многу често се случува по неколку дена од појавата на првите симптоми на некоја вирусна респираторна инфекција, например, почнува како обична настинка, со симптоми од горниот дел на дишното стебло, како воспалено носе, затнато носе, кијавица, бистра носна секреција, како водичка, созење на очите, гребење на грлото, подкашлува, нема температура или има благо покачена температура, во следните денови дојде до влошување на кашлицата, станува почеста, посува, подлабока, се ова свиреж во градите, чувство на стегање и кај некои деца отежното дишење, кое што се препозна по вовлекување на мешето, меките ткива од меѓуребрените простори или придорот на вратот, значи веќе има ангажман на помошна дишна мускулатура. Ова свирење во градите, што означува? Дека постои обструкција. Сите оние родители кои што имаат деца со овој проблем, веќе и тие знаат, веднаш да го препознаат. Да го препознаат и го знаат терминот обструкција, значи пречка. И многу се плашат од тоа. Многу се плашат, точно. Имаат и зошто да се плашат, меѓутоа сега веќе како поменува време со добра комуникација со лекарот и го надминуваат тоа здрав, лично од искуство можам да кажам. Така да самата обструкција значи една пречка која што го невозможува нормалниот проток на воздух. Значи свирежот се јава кога воздухот се обидува да помине низ тесните дишни патишта. Тоа стеснување може да биде од
предизвикан од стегање на мускулатурата во зидот на дишните патишта, оток на лигавицата кој настанува во склоп на самиот воспалителен процес или присуството на секрет. И од кога ќе се појави тој секрет веќе останува заробен во долгниот дел од дишното стебло. Никогаш се случува некој дете да има една атака и да не се повтори, меѓутоа многу често во кај помалите деца се случува ова обструкција, овој свиреж во градите да се повторува и при некои од следните вирусни инфекции. Значи, малите деца имаат тенденција или склоност за повторување на овие бронхити или овие свирежи во градите при следни вирусни инфекции, што е во тесна врска со анатомијата и физиологијата на респираторниот систем, недоволниот развој на мускулатурата во дишното стебло, недоволниот развој на раскавицата, тесниот лумен на дишните патишта, така да со растот на детето во најголем број случаи самата тенденција кон обструкции се намалува, се милува бидејќи развојот на респираторниот систем комплетно завршува негде после 6-та-7-та година, што значи дека тоа се дечиња кои припаѓаат по еден милнив или транзиторен облик на обструктивен бронхит, свиреж, кој што секогаш е поврзан со вирусни инфекции. Веќе го споминавте терминот транзиторен облик на свиреж во градите, кај повеќето деца се јавува токму тоа и ваквиот свиреж во градите всушност се разликува од астма. И сега во што е суштинската разлика? Дали основата, дали бактериската основа, односно не бактериската туку атописката, сакав да кажам, односно алергиската основа е всушност суштинската разлика? Симптомите кај децата со повторувачки транзиторен облик на обструктивен бронхит и оние со астматско заболување клинички се многу слични. Меѓутоа, не значи дека детето со повторувачки обструктивен бронхит има астматско заболување. Токму така, разлика основна меѓу овие две групи на деца е склоноста кон алергија, затоа што кај 80% од децата со астма имаат атописка или алергиска астма. Практично астмата е хронична инфламација, хроничен воспалителен процес на дишното стебло, кој што ги чини дишните патишта да бидат поосетливи и хиперреактивни. И главниот ризик фактор за да се појави астматско заболување е всушност генетскиот фактор, односно генетска склоност за појава на некакво алергиско заболување под влијание на фактори од околината. Значи, кај детето со транзиторен облик е асоциран со вирусни инфекции. Предизвикан од вирусни инфекции, астмата веќе е хронична инфламација која што е генетски детерминирана, меѓутоа секогаш провокацијата настанува од некој фактор од надворешната средина. Тие фактори се вирусни инфекции, аерозагадување, физички напор, ладен воздух, дим од цигари, стресни состојби, хормонални пореметувања и многу други. Така, дали најмалку 4 обструкции во текот на една календарска година се всушност основа, односно ризик фактор за појава на астма и како треба да се следат овие деца? Ризик фактор, споменав, за појава на астматско заболување е генетскиот фактор. Значи, генетската предиспозиција е клучна. Исклучиво, тоа се деца со генетска предиспозиција, генетска склоност. А честите обструкции можат ли да доведат до ваков проблем или тоа не мора да значи? Не мора да значи. Значи, честите обструкции, реков дека со растот на детето можат да се надминат, така да со кај едно дете кое што е 3, 4, 5, 6 години повеќе никогаш да не се повторуваат. Меѓутоа, многу е важно дали се работи сега за дете каде што има генетика, позитивна анамнеза за некакво алергиско заболување. Значи, дали двајцата родители, едниот родител или друг член од потесното семејство има алергиско заболување или астматско заболување. Така. Дали се работи за дете кај кое што веќе има некаква клиничка манифестација на алергиска болест, например атописки дерматитис или алергиски ринитис, значи алергиско воспаление на носето кај деца на таа возраст. Самата генетска предиспозиција не значи дека детето е болно од астма. За болест зборуваме ако болеста е клинички манифестна. Така. Клинички манифестна станува под влијание на фактори на околината, значи тие треба да делуваат, да бидат провокатори да болеста почне клинички да се манифестира, така да тоа што е најважно и за родителите и за лекарите е навреме да се посомневаме, навреме да се препознае развојот на некое алергиско заболување.
Така. Значи, еве сега е сезона на вирусни инфекции. Сите симптоми на кашлица или воспаление на носот од горниот дел од дишното стебло се асоцирани со вирус, така? Имаат период на поменување 10 или 14 дена. Меѓутоа, вирусните инфекции можат да бидат провокатори баш на едно почеток на развој на едно алергиско заболување, така да некои симптоми не треба да се поистоветуваат со вирусна инфекција ако се одржуваат или ако се повторуваат. Така, многу е важно се препозна на времено. Да се препознае развојот, значи почетокот на развојот на некакво алергиско заболување во кое што спаѓа и астматското заболување. Што тоа значи, например, ако затнато носе или бистреносна секреција не се повлекува со вообичаена терапија во тек на 15 дена, 2 недели, или се подобри и по известно време симптомите повторно се јават. Ако кашлица, значи не мора тоа да бидат само бронхообструкции, значи ако кашлица не се повлекува не одговара на вообичаениот третман препишан од педијатарот во тек на 2-3 недели, или трае неколку месеци, 2 до 3 месеци со периоди на подобрување, периоди на смирување, или пак се работи за дете кај кое што може да се појави свираж во градите или кашлица кога се смеат, кога плачат или кога трчаат, значи испровоцирано од некој физички напор. Сите тие се некои симптоми кои што можат да побудат сомнение за да навреме се препозне развојот на алергиското заболување. Пред малку можевме да видиме фотографии на деца кои што користат инхалатори. Сега доаѓаме до оној момент за начинот на терапија. Родителите понекога се во дилема дали повеќе ефект ќе дадат сирупите или пак инхалационите лекови, односно лековите кои што се вдишуваат. Еве која е препораката? Кога зборуваме за обструкции, за респираторните заболувања, не зборуваме за астма, сега нели во тој случај тогаш е неопходна инхалационата терапија, но кога имаат децата респираторни заболувања, бронхитис, обструктивен бронхитис и слично. Кога имаат обструкција, кога имаат свираж во градите, имаат потреба од лек кој што треба да ги прошири дишните патишта за да се подобри протокот на воздухот и да им се олеснат симптомите. Така да секогаш дилема кај родителот постои дали лекот е поефикасен и побезбеден ако го дадат во форма на сируп или во форма на инхалација. Убедливо најбезбеден и најефикасен начин, најефикасна терапија е инхалаторната терапија. Лекот доаѓа со вдишување директно до местото каде што ќе го оствари своето дејство. Така ефектот настанува веднаш и во многу помала доза од истиот лек ако се даде во форма на сируп. Значи, ако се даде во форма на сируп, треба време лекот да се ресорбира преку тенкот цревната легавица. Дел од активната супстанца ќе се разгради во црниот дроб. Со циркулацијата со крвта, значи се разнесува во сите ткиви органи, не само во белите дробови, и малку активна субстанца доаѓа до местото каде што е неопходно. До местото каде што е неопходно, така да без сомнение инхалаторната терапија е број 1 без никаква дилема. Но кој е најголемиот проблем со инхалаторната терапија кај децата? Знаат ли тие да го вдишат воздухот? Можат ли односно лекот, можат ли правилно да го користат инхалаторот? Имат ли проблем родителите да ги инхалираат пред се малите деца, бебињата и секако дека има. Значи правилното вдишување за правилна достава на лекот во долгниот дел од дишното стебло каде што треба да се оствари дејството е проблем во детската возраст. Затоа лековите кај малите деца се користат како инхалации, а кај поголемите деца, каде што веќе имаме соработка, се користат како инхалатори. Што тоа значи? Кај малите деца со кои немаме соработки, со кои што не можат да вдишат, лекот е во форма на течност и се става во резервоар од електричен уред со компресија, кој што знаат мајките, се нарекува небулизатор, со чија што помош течноста се распрскува во аеросол и потоа се вдишува заедно со воздухот што го диша преку маска, поставена на носот и на устата, и сето тоа трае во 10 до 15 минути. Самите инхалатори се безбедни, значи тие се и економски достапни, едноставни за ракување, едноставни за одржување, не заземаат простор, преносни се
единствена незгодна страна е тоа што се бучни. Нели, во тие 10 до 15 минути, така да детето е вознемирено и плачливо, се плаши од бучавоста, исто и родителите, штом детето е вознемирено и родителот е подеднакви, ако не и вознемирен. повеќе. Меѓутоа, верувајте, од искуство можам да кажам дека за неколку дена дете кој навистина има потреба од таква терапија ги надминува овие потешкопи и ги прифаќа инхалациите, веројатно бенефитот го чувствува веќе бенефитот од инхалаторната терапија. А кај поголемите дечиња, кои што имаме соработка, се користат инхалатори со дозирани дози на аеросол или со сув прашок под притисок, значи популарно познати меѓу како пумпици, и потоа таа пумпица не се става директно во уста за да се вдише лекот, затоа што лекот во тој случај останува во горниот дел од дишното стебло, не доаѓа до местото каде што треба да делува и се користат додатоци, односно спейсери. Има различни типови во зависност од возраста, беби халер, аерочембер, волуматик, и преку тој додаток, преку тој спейсер се врши пласман во долгниот дел од дишното стебло, практично во цевката се задржува лекот и со неколку вдишувања ќе може целиот да биде пласиран во дишното стебло. Веднаш штом децата ќе почнат да кашлаат, ќе им се затне носето, родителите знаат да направат инхалација со натриум хлорид, односно со солена вода. Помага ли тоа? Кај децата кои што имаат инфекција на респираторниот систем со секрет, нели, најчесто во почетокот кашлаат суво, после неколку дена почнува да кашлаа продуктивно, кашлицата станува повлажна, инхалациите со солен раствор се безопасни. Помагаат затоа што ја влажнат лигавицата од респираторниот систем, го разводенуваат секретот, тој е доста густ, жилав, не можат децата да го искашлаат, не знаат да кашлаат, немаат сила да искашлаат и со не само што ќе се разводени секретот, него се обезбедува едно чистење на дишните патишта од секретот, од мукосот, за да тој не заостанува во истиот и да не се накалеме на тоа една секундарна бактериска инфекција. Но понекога се даваат и лекови, така? Некога се даваат оние лекови кои што ги смируваат симптомите, кои што ги прошируваат бронхитот, односно значи има потреба детето. И долготрајни што се заштитни, навистина, ако кортикостероиди и бронходилататори, така? Зошто таа комбинација се дава? Значи лековите кои што се даваат кај децата со повторувачки, нели, белодробни проблеми, некои се користат краткотрајно, неколку дена. Тоа се бронходилататорите кои што треба да ги прошират дишните патишта за да се подобри проводот на воздухот, за да може детето да дише. Воспротивно не може да дише. А лековите кои што се од типот на тописки или локални кортикостероиди се користат за да се намали степенот на воспалителен процес во дишното стебло. Значи да се намали отокот на лигавицата предизвикан од воспалителниот процес и продукцијата на секрет. На тој начин, нели, ќе се смири воспалителниот процес, со што се обезбедува провод на воздухот во дишните патишта и се намалува, потоа исчезнува потребата за давање на бронходилататор. Така. Делуваат тие локално, имаат ли некакви негативни ефекти? Родителите кои ќе слушнат кортикостероид, веднаш се загрижени, и особено доколку е препорачано лекот да се прима подолго време, загриженоста е уште поголема. Има ли причина за тоа? Родителите се плашат дека влие на растот на дечињата кои што развојот. имаат повторувачки обструктивен бронхит се доста искусни во препознавање на симптомите на болеста. Меѓутоа секогаш стравуваат дека при следна вирусна инфекција повторно ќе се јави обструкција, стравуваат од терапијата, така да можам да кажам дека тие сами инцидентно многу ретко си дозволуваат да направат инхалација со кортикостероид или бронходилататор без претходна консултација со лекарот кој што го следи детето до реализирање нели на преглед, или тоа можат да го сторат инцидентно. Се плашат родителите и од бронходилататорите, од бета-2 агонистот вентолин, поради тоа што ретко кај некои од децата може да се појави срцебиење, тремор, меѓутоа верувајте дека тие симптоми се надменуваат, поминуваат после неколку минути или се одменуваат после неколку инхалирани дози, затоа што и самата бронхообструкција представува оптеретување на срцето и ја забрзува работата на срцето. И самата болест всушност може да го забави растот и развојот на детето. Инхалаторните кортикостероиди
навистина се необходни за третман кај децата кои што имаат астматско заболување, затоа што практично ако навреме се започне лекувањето, ќе се смири воспалителниот процес, ќе се отклонат симптомите и ќе се обезбеди квалитетен живот. Секој одложување практично значи и напредување на болеста. Така да степенот на инфламација се зголемува од лесна, станува умерена, па се до тешка инфламација. Локалните кортикостероидите, ако се користат долгорочно, ако има потреба да се користат долгорочно, подобро е да се користат и да се постигне една добра контрола на болеста. Значи, целта на лекувањето е да се постигне добра контрола на болеста. Навреме да се почне со лекување, навреме да се смири воспалителниот процес, да се ублажат и отклонат симптомите, да се обезбеди еден квалитетен живот. Значи, да може да се смири таа сензитивност на дишното стебло и практично детето да се внесе во една фаза, во еден период која ќе биде без симптоми. Целта на секој пулмолог е колку што може оваа фаза да трае подолго, ако може до крајот на животот. Така да, ако болеста не се лекува и е лошо контролирана, секако дека ќе настане заостанување на растот во склоп на хипоксијата, недостатокот на кислород, што страдаат ткивата и органите. Инхалаторните кортикостероиди може да доведат до некои несакани ефекти ако се користат во високи дози или неконтролирано долго, затоа секогаш во третманот се одбира минимална доза со која што ќе се смири воспалителниот процес и отклонат симптомите на болеста. Значи, ефектите што овие лекови ги даваат по однос на воспалителниот процес и отклонување на симптомите се многу поголеми однос на негативните ефекти, затоа што и ако болеста е лошо контролирана, не само што ќе се поремети квалитетот на живот, не само што ќе настане ретардација на растот, потенцијална опасност може да има и по животот на детето. Децата кои што често развиваат обструкции, кои што често имаат респираторни болести, дали треба да одат во градинка? Која е препораката на пулмолозите? Бидејќи тука се влегува во еден маѓепсан круг, постојано се болни 2 дена во градинка, потоа болни се, повторно ќе се вратат во градинка, па повторно обструкција и сето така. Сето тоа се повторува и се повторува во недоглед. Видите, по години се секако децата од урбани средини и децата кои што посетуваат градинка, значи како на самиот почеток што кажав, многу се почести во оваа сезона, зашто и поголем дел од денот се представува во затворена престоја, се препорачува во детската возраст прошетки на чист воздух, значи чист воздух, зборувам, не во средина каде има аерозагадување, секако на повисоки места, на планини, да се обезбеди време, нели, за одмор, така да, за да има ефект од едно лекување, мора секогаш да се направи и препознавање на сите оние тригер фактори или провокатори на заболувањето. Нели, транзиторниот облик е асоциран со вирусни инфекции. Едно здраво дете во тек на една година може да има 5, 6 и 7 вирусни инфекции. Децата кои што одат во градинки може да има 10 и преку 10. Исто така, секогаш кај децата каде што има генетска склоност за атопија, значи провокатори на заболувањето се вирусни инфекции. Што тоа значи? Значи детето ја носи склоноста, но не значи дека има клиничка манифестна болест. За болест зборуваме ако има клинички симптоми. Меѓутоа, може да започне презентацијата, клиничка последна вирусна инфекција. Така да, кај сите оние деца кои што спаѓаат во ризичните групи, не се препорачува посета на детска градинка, или доколку се работи за родители кои што немаат друг избор, потребно е период на време, барем да се прекине посетата во градинка, за да може да се смири степенот на воспалителен процес во дишното стебло. Тука е неможно детето да го заштитат. Можноста за заштита е неадекватна и тешка. Има близок контакт на инфицирано со здраво дете и самите инфекции многу прво се пренесуваат преку воздухот. Капките што детето ги формира при зборување, при кивање, при смеење или пак при допир на инфицирано со здравата особа.
Ви благодарам што денеска бевте дел од 0N+, на вистина една специфична тема, која што бараше на убав начин да им се објасни на родителите, го направивте тоа на вистина прекрасно. Ке се видиме повторно. Благодарам на поканата. Денешна гостинка во 0N+ беше доктор Тања Јованова, педиатриски пулмо-алерголог од Аџибадем Систина. Добивте многу корисни совети и препораки. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно!